Искрено сум изненаден и да не виден што вториот дискутант од опозицијата поднос на оваа важна точка не успеа да говори ниту 14 минути и во тој сиромашен говор од 14 минути не истакна ниту еден аргумент. Се надевам дека тој господин, иако после промената на имиджот е овој ист господин кој што на 4 јули 2012 година дал едно интервју дека ако изгубиме до година, не само Црвенковски, туку целото раководство ќе понесе одговорност. И ве молам, колега Георгиев, побрзо понесете одговорноста. Затоа што навистина е несватливо на човек кој што избран на реални избори и станал пратеник во Република Македонија, својата држава да ја нарекува ненормална држава. Несватливо значи за пратеник во Република Македонија, па и било во која европска земја. Навистина, можам да сватам дека во некои сегменти сме налекувале на ненормална држава, но тоа е благодарение на опозицијата. Значи, ненормално е во парламентот на пратениците да им се дистрибуира алкохол. Ненормално е со лампиони да се гаѓаат припадниците на обезбедувањето. Ненормално е да им се колнат децата и фамилиите до трета колено. Ненормално е опозицијата да проба да го тепа обезбедувањето. Но нормално е за сериозна влада да се потруди да ги зголеми платите, да ги зголеми пензиите, социјалните наместоци. Нормално е владата, нормално е онаа држава во која што владата се потрудила во претходните години да донеси преку 30 странски гринфилд инвестиции, да не ги отпушта административците, како што е случајот во сите околни држави, и да овозможи да можат луѓето да екзистираат онолку колку што да дозволуваат економските прилики. Колега Георгиев, во најмала рака очекувам да се извините за овие квалификации, бидејќи верувајте дека живееме во нормална држава. Ако била ненормална државата, немаше ниту вие да бидете овдека пратеник. Благодарам.